Она што континуирано го следам неколку години и го привлекува, еве јас ќе кажам моето внимание, се компаниите кои што се дел од образовниот процес, се осмислени, претпоставувам, од учениците, и тие на некој начин решаваат проблеми кои што се предизвик, јас би рекла, од тоа што јас успеав да го видам. Кажете ми, како сето тоа функционира и дали се точни првичните заклучоци? Дека тоа е една голема мотивација, првен предизвик, а потоа голема мотивација за секој ученик кој што покажува што всушност научил од теоретскиот дел низ практичен пример. Така е. Она на што интензивно работиме веќе 8 години во училиштето, тоа е воспоставената програма од страна на Junior Achievement Македонија за ученичка компанија како посебна програма која се изучува во 3-та година и ме дадена на учениците како можност да ја реализираат. Што значи тоа? Се работи за содржини програмирани од училиштето, во кои учениците во текот на цела учебна година го започнуваат и го реализираат процесот на функционирање на бизнисот. Од моментот на осмислување на име на компанија, денос со која компанијата ќе се занимава, производ или услуга која што ќе го нуди, па до моментот на пласман, изработка на финансиски извештаи, дали ќе биде со добивка или со загуба. Оваа програма ја реализираме веќе, како што кажав, 8 години и можам да се пофалам дека од овие 8 години, 2 години ние сме победници и представуваме градот и Република Македонија на национален надпревар, еднаш во 2018-та и последно минатата година, 2025-та, каде што ученици со своите производи кои што ги осмислија, победија на националниот надпревар кој што Junior Achievement Македонија како организација го организира за средните училишта во Република Македонија. И тоа треба да биде предизвик, претпоставувам, за голем број на 9 одделенци. Точно, тоа е всушност она по што и ние се разликуваме од останатите, за тоа што е едно да учат само од теорија и она што ние како училиште го посветуваме, а тоа е дека целта е наша да ги прошириме ведиците на учениците. Едноставно да ја поврзаме теоријата со праксата и она што посебно посветуваме внимание, а тоа е развивање на нивните вештини кои што во денешно време се многу потребни за да можат полесно да се пробијат на пазарот. Благодарам.